Ново издание на Политиканти, вторничко на Согостин. Така е, Борин, решивме дека сепак ќе одиме со гостин во вторник, бидејќи сме во изборна кампања. И луѓето сакаат да гледаат соговорници. Не дека ја и ти не сме доволно паметни сами да имаме што си кажеме и овој пат, да. Ај, следниот. Денешниот гостин ни е господинот Артан Груби, заменик председател на македонската влада, задолжен за политички сектор, за политички прашања, за политички систем се викаше тоа на времето. Артан, се уште се вика. Се уште се вика, така е. Ви благодарам за поканата, добро ја најдов. Имаме разни теми за кои сакаме да поразговараме, особено што некои претходни соговорници кои што се од различни табори и така натаму. Всушност, ако ми дозволиш, Боријан, тоа помалку ми е и, како да кажем, можда и добар вовед за цело тоа. Како одеднаш Артан Груби, можеби не одеднаш, можеби се месеци па и години во прашање, стана во центарот на една негативна енергија врзана кон Дуј инаку има од опозицијата и во јавноста, не само албанска и македонска, има една негативна енергија. Во центарот на таа енергија Артан Груби. Централна фигура Артан, дали се почна со фудбалот играње во кабинетот твој или од порано почна тој одиум да се создава? Ја немам таков осет, немам такво чувство дека е таква ситуацијата. Напротив, еве вчера бевме на митинг во Чаир, имаше прекрасна атмосфера, скоро сите што се собрани се сликаат со мене на собирите, извикуваат името, го извикуваат името. Не се чувствуваш како личност која ја поделува албанската јавност? Не, апсолутно не. На ти, ако ми дозволиш, бидејќи па се знаеме долго време, да. Не се чувствувам така, напротив, мислам дека работам многу. Мислам дека можеби таа кампања или тоа чувство кај другите се должи на нашиот успех и убеден сум, затоа што се што кажавме и го испорачавме во овој мандат и Дуи претежно во екзекутивната власт, во оваа влада испорача и имаше фантастичен кабинет кој што беше неспоредлив со сите други и претходни на Дуи, но и на нашите коалициони партнери. Например, еве само коридорот 8 во однос на својата вредност е повеќе од сите политички партии од 1991 година до 2024 година, што испорачале во однос на капитални инвестиции. Сите да ги собереш заедно, албански политички партии, ниту 10% од тој проект не материализирана капитални инвестиции. Тоа е резултат на влада. Јас го предводев тој проект. Нормално со колеги од владата, ми помогна многу тука и премиерот Заев претходно, и премиерот Ковачевски, и министерот за транспорт. Тоа е едно од забуните. Што бара заменик председател за политички прашања да предводи коридор за транспорт? И министерот за транспорт Бочварски, и директорот на ЈПДП Рустеми, и министерот за финансии Фатмир Бесим и сите други, значи беа дел од тим. Јас бев координатор на тој проект затоа што ни беше во програмата. И ги координирам политичките ресори во владата и политиките на владата. Една од тие политики беше и изградбата на коридорот 8. Јас превземав одговорност затоа што ни беше многу битно прашање во нашата програма, како што исто така битно прашање автопатот на кај Блаце, заедничките гранични контроли со Албанија и со Косово, кои што се дел од владина програма, но се инкорпорирани како дел од програмата на Дуи. И јас станав координатор на имплементација на тие проекти кои што ни беа нас битни. И покажавме во оваа влада дека испорачуваме. И луѓето ќе ти простат се, освен успехот. Значи... Добро, ќе стигнеме до испорачувањето околу автопатот. Околу ова прво прашање, ти како фигура која ги поделува албанците. Зошто го констатираш тоа? По кој основа го констатираш? Дозволи, расцепот кој се случи... Ама не констатираш, не е добро тоа. Расцепот кој се случи во Дуи е факт. И тоа го констатирам. Па јас ли бев причината? Па, тоа сакам да кажам. Еден од главните аргументи кога таа фракција на огнените се формираше, се одвојуваше од Дуи, беше Артан Груби. Твоето име беше најчесто споменувано. Не е точно. Зошто? Затоа што се започна со Бујар Османи, а не со Артан Груби. Нели беше така на почетокот? Потоа, за да прерасне, да стане многу поголемо,
им текна дека треба да удрат по главата за да го постигнат својот ефект кој што сака да си го постигнат и отидоа напаѓаа кон Артан Груби. На централното претседателство, значи огнените самите рекоа да, Артан Груби заслужил да биде министер, Артан Груби работел, можеби не прв вице-премиер, но министер секако. Значи на првиот состанок кога се сретнавме откако се роди оваа огнена група, тоа го констатира. Значи не беше причината Артан Груби. Артан Груби беше дел од стратегијата, тактика како да се реализира нивната цел. Ама зошто стана Артан Груби дел од стратегијата? Затоа што донесе кој ти е школски другар, преку кој влегуваш во ДУИ. Не, као, да, Борјане, јас сум влегол преку Изет. Така рече Изет Меджити овде на јас дознав дека Изет ми бил школски другар кога стана градоначалник. Не сум го забележал. Ако смеам да додадам уште еден елемент во оваа приказна. Ама не, ова е... Добро, ама таа приказна ја слушаме од други соговорници овдека. Сега, можеби за прв пат на така отворен начин во изминатите, па би рекол и 2 децении, се вмешува еден надворешен албански лидер, како што е премиерот Курти на Косово, многу активно во локалните изборни прашања во Македонија. Секогаш се разбира албанците што е нормално, имало интереси, имало средби, имало тирански платформи, едно друго, но овој вид на фиксирање платформи, имamo наметнување од ВМРО ДПМН дека има тиранска платформа. Добро, во јавноста сакам да кажем имало еден одиум дека тука нешто регионално се случува, но сега Курти не крие дека е фиксиран врз промената на Али Ахмети од челото на албанската, да кажем, заедница политичка во Македонија. А не наоѓаш ли заради твојата близкост со Али Ахмети дека си можда посебен таргет во целата? Тоа секако. Значи, секогаш таргетот беше Али Ахмети, а не беше ниту Бујар, ниту Артан, ниту било кој други во претходни композиции на владата. Таргетот беше Али Ахмети. Зошто? Значи, затоа што Изет Меджити се гледа поголем од Али Ахмети. Се гледаше како негов заменик, се гледаше како нов лидер на Демократската унија за интеграција. Му прерасна амбициите во нешто што е некомпатибилно со неговите можности било каков аспект. Значи, Али Ахмети е незаменлив, а посебно некако со лик како Изет Меджити. Така не мисли Албин Курти. Албин Курти мисли дека напротив треба да биде заменик. Да, Албин Курти предпоставувам, нели си бара инструмент во Република Македонија. Зошто? Како што тоа се обиде да го направи со мене претходно, кога јас го предводев движењето Разбуди се, ако се сеќаваш, ти ме шишаше едно време на Алсат. Да, многу години одамна. Многу години одамна. Така да се обиде преку мене, направивме една мрежа на албански невладини организации, се викаше РОШ, Риети организатори шиптаре. Но ние бевме на сосема други убедувања и патиштата ни се одвоја. Комуницирате и денеска со Курти? Па да, формално секако, да. Потоа се обиде со Валон Белја, кој што исто така после мене формира друга невладина организација, се викаше Реалитети. Па после се обиде со едни други, Валон Куртиши има невладина организација, Лирикум Либертас, па не успеа ниту со нив. Потоа се обиде и со Руфи Османи, за да има некој сателит овдека да ги извршува работите за него во Република Северна Македонија, кој што ќе биде полтрон затоа што се смета дека е татко на нацијата. Потоа се обиде преку Имер Салмани, не успеа, па потоа се обиде преку движењето Беса, кое што се одвои, ако се сеќавате во Беса и во Алтернатива, и тогаш не успеа. Потоа се обиде со директна подршка за претседателскиот кандидат, молам да завршам. Да. Долга е цела историја. Па долга, мора да објасниш, за да им биде јасно на луѓето дека не е нешто се случува за денеска. Го поддржа претседателскиот кандидат Блер Имрек, ако се сеќавате, кога ние не учествувавме на изборите и го поддржавме Стео Пендаровски како консенсуален претседател потоа. На крај на изборите 2020 година учествува директно со одржување на говори, на митинзи на коалицијата Алијанса за албанците и Алтернатива и повторно изгубија. Значи ви зборувам за серија на... Добро, може ли Приштина да биде албанскиот Пиемонт покрај Тирана на Балканот? Која е таа идеја дека Приштина треба да биде всушност регионалниот албански центар? Бидејќи и со Еди Рама му се односите влошени таму по катастрофално. Ова е геополитичка цел некоја остварува или е лична? Не, лична, апсолутно лична. Значи никој друг во Косово, ниту една друга политичка партија не ги споделува тие убедувања, тоа е лично убедување, јас го знам многу добро.
и знам целта која што сака да се ја постигне, како што ви кажав, од 2005 постоеше Разбуди се, денеска 2024 година, тоа се 19 години на кои што се обидува да го постигне тоа. Но се чини дека има поддршка, особено кај, да речеме, на помлада генерација албански гласачи, или можеби грешам. Има симпатија, но... И не ви е право баш што е тука мешано. Не е во ред, право, не е во малку ред, сте може би реално уплашени. не е во ред. Не, воопшто не сме уплашени, не, воопшто. Значи, ви кажав дека не е прв пат. Ова е веќе, не знам кој пат поред, дека учествува на изборите и учествува во политичката сцена. Не е нешто ново. Гледам дека влијанието е апсолутно никакво во изборите. Гледам дека негови активисти се во Скопје, се во Македонија, оние вршат кампањата на албанската опозиција. Претходно беше ВМРО да помне до вчера, од денеска па натаму е самоопределување. Шеф на кампањата им е исто така од самоопределување, така да ќе биде интересно. Тоа албанската опозиција е еден конгломерат од 5 политички партии, идеолошки распарчени, со други фокус, со различни фокуси на нивното внимание и на нивните интереси. Сите ќе посвојат по еден и пол пратеник на крај на криштата и утре ќе се поделат еден со друг, како што и самиот Аравари кажа на интервју на Косовска телевизија. Оваа коалиција рече е до 8 мај. После 8 мај сите сме на наши различни патишта. Ова ви е цитирано, не е нешто што измислувам, не парафразирам. Ова го кажа. Сите сме на своји различни Имате ли патишта. комуникација Со? опозицијата албанска? Не, освен на дебати кога... Добро, ама факт е дека прв пат се обидува албанската опозиција во Македонија и факт е дека тие и на претходните избори имале повеќе гласови доколку кога ќе ги видиш сите посебно, но Дуи победувал и тоа супериорно, малку и заради македонскиот изборен модел, бидејќи дел од тие гласови се губеле. Ова што сега велиш дека не сте загрижени и така натаму, ја би бил загрижен, бидејќи бројот на гласовите што тие може да го освојат ако се прават некакви прости собирања од минати избори, Сашо, не е нешто што треба да се потцени. Ти си човек кој што ја следи политичката сцена долго време, и ти и Борја. И ги знаете околностите. Дуи сама на овие избори победуваше и добиваше помеѓу 14 и 17, зависно од моделот, нели? Од излезноста, од количните пратеници. Сама. Да, ама тоа е во пратеници. Кога ќе се видат бројот на гласовите, не е секогаш тоа одраз на бројот на гласовите. Од дел од гласовите одат и на други СДСМ конти. имаше, не знам ако не се лажам, 20.000, ниту 20.000 немаше разлика во 2020 година, па стана премиер Зоран Заев. Така да небитно ти е тоа, битно се гласовите на пратениците во собранието. Колку ќе добиеш мандати на пратеници. Значи Дуи сама ги победуваше нив. А Дуи направи огромен европски фронт, така, со 9 политички партии, вклучувајќи и Дуи, и успеа идејата на Али Ахмети, која што ја заговара уште од 2002 година, па се до ден денес, да ги обедини. И нема да престане туку ќе го шири Европскиот фронт, зошто не утре и со Влашка политичка партија, затоа што не утре и со Македонска политичка партија како дел од фронтот. Морам да кажам дека тоа ви е добра стратегија. Тоа го коментиравме на нашиот подкаст. СДСМ имаше за тоа го преземавте тој примат на И имаме направено таква уфорија, видовте во Гостивар како спектакл направивме. Зошто Видовте не во ви Скопје како успеа? спектакл луѓе направивме. донесевте во Гостивар? Тоа се гостиварчани или со автобуси носите? Па и со автобуси да се носат, што има? Добро, сакам да кажам, важно ви е во Гостивар да направите спектакол, типа Ама ќе Таравари победиме во Гостивар. Ќе победиме. Зошто не ви успеа таа идеја со СДС? Сега ќе ви заедно кажам. да бидете во таа коалиција. На вистина се знаеме долго време фронт. заедно. Сите сакам подкастот е неформален, нели? Да, ние сме затоа во кратки ракави. Да. И јас сум во дело затоа што бев на друг настан претходно, но краватата ја тргнав. Да. А обично сум во мајчка на кампања, исто како и Сашо. Зошто не ни успеа? Ахмети го предложи тоа и на Заев и на Ковачевски на заеднички средби, но за жал после некои анкети кои што ги спроведува во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија им покажа загрижувачки резултати за нив и како
спојувањето со вас. Не спојувањето со нас, него како македонците ја перцептираат владата на Република Македонија. СДСМ надредена и подредена, како се Подредена на волјата на Да, Дуи. дека Дуи диктира, дека македонците се чувствуваат како Тоа е граѓање од од тезите втор ред. на опозицијата сега. Да, Вие граѓање зема од втор државата, ред. да. Да, со тие тези на ВМРО ДПМН и 2/3 од гласачкото тело сметат дека македонците се граѓање од втор ред во нивната држава. И тоа ги загрижи многу и ги уплаши многу и се повлекоа од идејата. Кога веќе се повлекоа од идејата, ние излеговме на терен и почнавме да заговараме Европски фронт со другите политички партии, затоа што видовме дека СДСМ нема готовност, се уплаши од тие анкети и не покажа доволно лидерство, туку падна под влијанието на ВМРО ДПМН, кој што многу агресивно ја наметнуваше оваа теза, дека Дуи владе, дека Артан е премиер, дека, не знам, Али Ахмети е собственик на државата, сите тие тези кои што ги наметнуваше, неточни, но ги наметнуваше ВМРО. Така да, ние поминавме цели месеци со нашето гласачко тело, подготвувајќи ги за друг Европски фронт, кој што не го вклучуваше ниту СДСМ, затоа што така одлучи СДСМ да се повлече. На крај, пред неколку месеци, на дополнителни анкети им покажуваше дека всушност Европски фронт со Дуи и СДСМ се победници на изборите. Но веќе беше предоцна. Веќе ние го имавме извежбано, наведено целото гласачко тело дека одиме како лидери Како тоа се смени расположението, да база на што се смени во расположението? нивните анкети. Според нивните анкети, Да. тоа. Имаше направено господинот Заев, исто така и СДСМ анкети кои што ни ги покажа и покажуваше дека ако не се лажем сега сме 4,5% пред ВМРО ДПМН како коалиција. Мене ми беше тогаш битно тие 4,5% дали обезбедуваат минимум 61 пратеник, затоа што чуму би правеле коалиција голема, а ако таа коалиција добива 50, 51, 52 само за да го добие мандатот, а не може да формира влада утре ден. Само кратко. Го спомнавте дека разговаравте и со Заев и со Ковачевски, кои Па нели имавме се ручек две, заедно? две адреси се во СДСМ, кој раководи. Имаат слични позиции Заев и Ковачевски? Не, или имавме имаат ручек конкуренти? заедно. Бидејќи нели? рековте дека со Не, јас го организирав ручекот, значи и ги поканив и Заев и Ковачевски и Ахмети И кој е лидерот, Заев или Ковачевски? на СДСМ. Да, или двајцата. Па тоа треба да знаат во СДСМ, мислам дека е Ковачевски, формално Ама на го поканивте и председател. Заев. Па го поканивме затоа Бидејќи што знаете како стојат работите. Предпоставувам. Се чува да не се излиза. Па не, сам кажа дека и со Заев и со Ковачевски. многу е значајно СДСМ да биде исто така силно на овие избори, затоа што е државнотворна партија, затоа што има донесено стратешки одлуки за државата. Сега неискрено ова го мислам и стојам за се ова што го кажувам, дека се добро што е за државата во однос на внатрешна интеграција, во социјална кохезија, регионална интеграција, членство во НАТО, отпочнување на преговори со Европската унија, сме ги донеле со одлуки заедно, како одлуки заедно со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Така да, тука не можам да спорам било што, по однос на стратешките прашања беа на прав пат. Подготвувајќи се за овој разговор, одгледав неколку твои интервјуа и кај Васко Попетровски на ТВ21, ако не се може би така натаму. И не се тоа дамнешни интервјуа, пред неколку недели се. Добро. Инсистираш на тезата дека Дуи нема шанса да влезе во каква било коалиција ако прво не постои јасен договор во европската перспектива. Да. Тоа во принцип значи промена на уставот со додавање на Точно. бугарите и така натаму. Да. Тоа е вака еден предизборен став или е Не. став од кој нема да отстапите, оти мојата цинична теза е дека на сите им е поважно да влезат во власта, па после ќе видиме што ќе бидат договорите, отколку да ризикуваат да останат во опозиција, а некој Тоа ни друг е да прави конгресен власт. став, тоа ни е конгресен став, го донесовме како резолуција на Конгрес на 21 декември 2019 година во спортскиот центар Кале во Скопје и поставивме црвени линии од кои што нема тие да ги спомнуваш остапуваме. црвени линии, да. Од кои што нема да остапуваме, тоа е Охридскиот рамковен договор, тоа е добрососедскиот договор и тоа е Преспанскиот договор. Тоа се црвени линии на Дуи од кои што нема да остапиме. Добро, ама а тоа готовноста наша со која што сакам да ти контрирам малце на твојата теза е во однос на тоа дека ние доставивме
и поднесовме оставки од нашите позиции за 5 минути откако Мицковски тоа го побара на пресконференција. Никој го нема направено Така, тоа. и понудивте да се Написмено, повлече тако треба и така Да. натаму, тоа го памтиме. и Тоа од е мандати, и од све ги поднесовме до премиерот Ковачевски, сите наши оставки, и министри, и заменици министри, и државни секретари, само под услов да гласа Мицковски на таа јадица не се улови. не се Сега улови ќе тоа. дојде веројатно во ситуација, според она што го гледаме, тој да биде првиот мандатар. На која јадица сега ќе се ловите, бидејќи Мицковски јасно кажува дека нема шанса под диктат на Бугарија, под овие услови нема шанса. Оперативно како ќе се преточи тој ваш конгресен став? Па тој наш Да се конгресен формира став, владата, да се направи документ некаков или тој како? наш конгресен став го наметнавме исто и на албанската опозиција, кој што сега ги гледам дека имат различни ставови помеѓу нив. Имавме разговори, додека се уште Таравари беше дел од нашата коалиција, ни беше наш партнер, нели, во владата, но истовремено преговараше и со дел од албанската опозиција, така да по однос на тоа ние веќе драфтиравме нон-пейпер, си го подпишавме нон-пейперот, бевме први кој што всушност го поддржавме тоа како идеја за неучество во било која влада која што не е европски ориентирана. Значи тој non-paper постои. Да, постои. И подпишан и од кого? Од И од сите други. од Вреди како коалиција или од И од, Посебно. не, од сите посебно лидери на политички партии. И тој има некаква тежина, мислиш дека тоа ќе биде нешто Па, што ќе тоа го имат натера кажано да- јавно. Значи и Дуи и господинот Таравари го чув од него јавно. Се имат исто така произнесено и пред релевантни фактори по однос на ова прашање. И посебно ако на албанското гласачко тело му кажеш погрешно по однос на ова прашање, знаат дека е самоубиствено. Мен Духтачи завчера ми се чини дека во некој разговор спомна дека ако ВМРО мисли да прави експерименти и да влегува во нова коалиција за владење со партии од страна на албанците кои ќе ги изгубат изборите, иако мен Духтачи да се Тоа го потсетиме- направи самиот Да. во 2006 година, да. Дека тоа ќе биде еден експеримент кој што можеби ќе има висока цена. Вие сте подготвени на таква варијанта да едноставно демократски услови, бидејќи мајскиот договор повеќе не важи, мислам, него. Да. Подготвени разбирам, сте да да. останете во опозиција без разлика, бидејќи на Значи, крајот за е тоа важно да кој се е во направи мнозинство. опозиција и кој е на власт одлучуваат гласачите. Ние Така е. работиме за да ги добиеме овие избори, за да ги представиме нашите интересни групи гласачи во власта. И сметам дека тоа сме го правеле 22 години и без разлика на сите критики кон Дуи не крадела избори, не наметнувала волја, ги добивала демократски изборите. Луѓето гласале за Дуи. Имало разни имало фази, памтиме ние фази кога имаше и нереди на изборите, имаше Па од колку мртви и имаше така. неред, имаше касапана, Да. на кој што ние бевме убиената страна, ранетата страна, не бевме точно, ние, добро. ние Сакам бевме да во кажам- опозиција. Секогаш кога Дуи организирала избори, немало никакви инциденти. Има ли потреба од страв во јавност ако Дуи остане во опозиција, иако може да биде победничка партија меѓу албанските гласачи? Ја мислам дека има потреба од страв ради нестабилност на владата и заради неперспективност на државата, а не заради некои нереди или заради некои, не знам, инцидентни ситуации за кои што би можело да стравуваат луѓето. Може да стравува за нивната европска иднина, за нивниот квалитетен живот во државата. Ако да се останете ставиме- во опозиција, Да. а дојде ситуација да се менува уставот, ќе гласате за тие Апсолутно. промени? Без разлика Немаме што не сте никаква дел од дилема. власт. Апсолутно немаме никаква дилема. Значи, тука се работи дали ќе влеземе во тој вициозен круг на безперспективност како што го имавме со прашањето со името. На 2 декади, 2 децени, да немаме никаква перспектива како држава, Ама да се бете во нарекуваме власта 2 Фиром. децени. Ама тие 2 децени, Сашо, ти многу добро Да, знаеш, да, јас знам колку многу пати работи. сме оделе ние во Грција, во Атина, јас сум одел, господинот Ахмети одел Фатмир Бесими, Теута Арифи, Бујар Османи. И ви стана И јасно ја дека државме- Груевски не сака да промена на име. И не ја не напуштивме. наметнувавме цело време решение, го државме диалогот со Грција жив. Добро. Да не беше таква ситуацијата, денеска ќе не беше многу полошо со Грција. Ние бевме мостот на комуникација, како што истото се обедуваме и со Бугарија да го направиме, да го држиме диалогот жив. Затоа што секое подоснежно решение ќе биде полошо по однос на нашата држава. У 2011 година решението за името кое што го имаше ВМРО на маса не вклучуваше уставни измени, Така е, ниту ерга омнес имне.
Така ли беше? Така е, Билатерална така е. Памтиме се употреба. тоа. Ама вашиот коалициски партнер Груевски Имаше 63 со кого пратеници. владеевте многу добро. Затоа што имаше 63 пратеници, затоа што имаше 61 пратеник и 56 пратеник во 3 последователни парламентарни избори. И кој е другиот избор? Другиот избор беше само ние да бидеме во власт, да не дозволиме забегување целосно на нашето општество по однос на национализмот кој што се наметнуваше, страф од шиптарите затоа што ќе ни ја зема државата, страф од грците ќе ни го земат Александар Велики, страф од бугарите ќе ни ја земат културата, јазикот, историјата, страф од србите ќе ни ја земат црквата, гласајте за нас, ние сме силните македонци, конзервативни, нема да ја дадеме Уште е Македонија тоа на никој. нивната платформа? Апсолутно. И ќе ја држиме Македонија во наши раце за да ја крадеме, за да ја осиромашуваме. Точно ли е дека... И владеат врз основа на страв. Сење на страв кај луѓето, по однос на тоа што ме праша претходно, носи гласови кај конзервативното гласачко тело, но носи безперспективност, заглавување на државата во вициозен круг од следни 20 години без европска перспектива. Ке ни бегат луѓето. Па сега, мислите дека сега тоа ќе се повтори со оглед на тоа дека тезата е иста, дека загрозен е идентитетот, загрозени се македонците и така натаму? Не мислам, знам. Што очекувате 61 пратеник во Мародонско? Не, апсолутно не. Очекувам тие тези кои што вие велите. Зборувам колку ќе мислите дека ќе освојат со тие тези и што после, што потоа? Па не знам, според нивни анкети, ако не се лажам, некаде се помеѓу 47 и 51 максимум гласачи, но тоа не значи дека ќе може да се формира влада. Мислиш дека доволно. Мицковски ќе прифати компромис со некој од албанските партии, со Дуј очигледно не со вреди. Компромис за што? За уставни промени. Па сега компромис ќе мора да прифати со многу повеќе отколку само со Дуј или отколку само со албанската опозиција составена од деривати на Дуј. Ќе мора да направи со СДСМ и со други. 80 пратеници се во прашање. Да, 80, 2/3. И многу повеќе. Не може да консенсус само со албанска. Дал ќе сака тоа да го направи воопшто? Па ќе мора. Зошто мислите дека ќе мора? Па затоа што нема друга опција за нашата држава. Која е опцијата? Русија? Па не знам, може да направи Опцијата да си со знами со левица Па да ви направи. кажа, во тоа сењето на здрави владееме 20 години без перспектива. Со знами со левица да направи влада. Може, но колку ќе биде таа стабилна влада, значи без двојно мнозинство во собранието, без најголемиот албански представник кој што ќе ги добие изборите. Видовме, тоа го пробава во 2006 година, им падна владата за 14 месеци. Така? Има некои теории дека се обидуваат истото да го направат и сега, да го повторат сценариото од 2006 година за да направат една таква Франкенштајн привремена влада до следните локални избори, каде што би предизвикале повторно распуштање на собранието и заеднички избори со локалните избори, за да земат апсолутна власт како теорија и председател, и општина, и влада, и каде што би го повториле резултатот од 2008 година, ако се сеќавате, на тие предвремени избори, зема 61 пратеник. Значи, таа е теоријата и стратегијата која што владее во ВМРО ДПМН. Зависи од граѓаните дали ќе прифатат, нели, да бидат дел од такви сценарија кои што ни нудат безперспективност во следните најмалку 2 децени. Имате контакти со Мицковски? Кој? Во овој Јас или Дуј? И ти, и Дуј, Јас не, сум имал многу контакти. Да, говорам сега предизборно, дали тој канал ви е отворен, дали разменувате идеи? Не. Бидејќи ако сте прочуени по тоа што одржувате врски со Атина и со Софија и така натаму, може да треба и со Белата палата да одржувате врски. Таму немаме контакти, освен... Каква е твојата проценка за влијанието на Груевски, да речеме, се уште во ВМРО? Не би знаел сега, знам во претходни анкети кои што Ние ги од општа правеа. култура, мислам, во претходни анкети кои што ги правеа беше огромно влијанието на Груевски во гласачкото тело во ВМРО ДПМН.
Тоа го знам затоа што и они правеа анкети, беа јавни анкетите исто така кои што ги Една представија. теорија, зашто прашувам, една теорија вели дека фактот што СДСМ на изборите 2016 година направи влада, иако ги загуби изборите со два пратеници помалку, 51-49. така е, дека Артан Груби виновникот главен во очите на ВМРО, бидејќи тој влија уврзали Ахмети, тука малку и со странска помош и така натаму, да ВМРО нели го памтиме Грујо како дзиркаше од џамот и таа работа беше веќе завршена. Не, за сеќавам. да коригираме, Изет Меджидски рече дека Артан Груби и Бујар биле да останат во влада со Груевски, Артан и Се Бујар. тие- А дека тие Изет толкувања се. и Бејта и Теута Биле биле тие против, кои... да. Тоа е точно, Изет Меджити тоа го кажува. Симпатичен е, нема длабочина во неговото политичко размислување, нема филозофија, нема стратегија. Точно ли ова, освен што нема- Апсолутно не е точно, апсолутно не е точно и сега ќе ви кажам зошто не е точно. Затоа што без разлика не сум млад човек, не сум дете, но сите знаат дека во политиката јас ќе направам така како што ќе ми каже Али Ахмети. Ако Али Ахмети ми каже да одиме со СДСМ, ќе одиме со СДСМ. Ако Али Ахмети ми каже да работам во тој однос, Добре, имаш право како на стратегија. свое мислење, Имам го право кажуваш на свое своето мислење, го бидејќи кажувам ова малку ми моето звучи мислење. премногу вака, како да кажем, Не е ниту патронистички, не е ниту улизу, како се Улизување, да, не се ми текнуваат користи зборовите тоа. на Да, македонски да, некој. Се извинувам. Туку е верба. Ја верувам во неговите проценки, верувам во неговото политичко размислување, се убедуваме се докога не се донесе одлука. Кога ќе се донесе одлуката, јас сум војник и јас проведувам таа одлука која што ќе донесе Ахмети и партијата и одиме целосно. Твоите Јас противници велат затоа што се гледаш како наследник на Ахмети, затоа тоа го правиш. Не, се гледам како многу верен негов следбеник, војник, како да го кажам, активист, член кој што верува во него и кој што е во политиката ради него. Јас сум влегол во политичка партија ради него. Немав потреба од тоа. Ти, Сашо, многу добро ме знаеш. Моите примања беа 3-4 пати поголеми Да. од политиката, неголи од надвор од политиката, неголи што сум сега во политиката. Имав многу подобар живот. Јас сум во политиката ради Али Ахмети. Али Ахмети одржува контакт со Груевски? Не. Со Никола Груевски? Да. Не. Никогаш ни во... Али Ахмети нема смартфон, не користи апликации, ниту Сигнал, ниту WhatsApp, ниту Viber, ниту Telegram, ниту Затоа го било нема која, во ниту Instagram. прислушувањата нигде каде. Не, го имаше на прислушувањата, го имаше. Ќе се види во два, толку е прислушувањата. Значи не користи, да знаат луѓето, SMS не пишува никогаш во животот. Значи никогаш, ниту еднаш, Затоа за да знаат заедно луѓето да не живееше се по да 500 не се дена. лутат луѓето кои што му пишуваат порака, он никогаш во животот не пишува SMS порака, користи Nokia 3310 стар модел како телефон и затоа нема ниту можност техничка да комуницира со ниту со Груевски, Вика ниту дека со се други. тоа герелски искуства, дека Да. комуникацијата е нешто што го има Да. научено, тие луѓе ја учат уште за време на бидејќи Така тоа е. е денеска е најлесно да се следи, Точно, да се точно. реконструира. А за ова што Да. го зборите за Изет, пошто малце некако Изет ја избега од спомна и тоа. жолтата куќа дури. Да, Вика, па нормално замислите, дека се го затоа иска, викам бидејќи површно, жал ми е, навистина жал ми е. Човек кој што има власт 22 години, бил потпредседател на партија, бил градоначалник на Чаир 3 години и уште 3 мандати и уште 2 мандати, сега си има свој нотар во општината кој што му ги потпишува одлуките, кој што има над 34 изградени кули бесправно, не ги легализирал бесправно, иако се изградени после 2011 година, кој што е татко нели на сето тоа што за Дуи беше негативна перцепција, посебно во Скопје, нели од радикализам до корупција. Затоа што тој беше главен оперативец на Дуи, од председател на огранокот на Дуи, председател на огранокот во Чаир, шеф на цело Скопје за Дуи, преговарач, значи алфа и омега, кој што Ахмети му даде моќ тоа да го спроведе и он го злоупотреби да стане најбогатиот човек во град Скопје. Ја злоупотреби и кажи го довербата на Али Ахмети, ја злоупотреби довербата на сите соработници и довербата на сите гласачи кои што ја добри. Денеска Чаир
е место каде што не може да се живе, не може да се диши, не може да се помине, каде што луѓето за малку ќе се убијат за место паркинг. Добро, цело Скопје станува такво за жал. Жестоке се и двајцата кога се карактеризирате меѓусебноста, двајцата сте прилично жестоки. Има Ама ова се емоција аргументи, таму, нема емоција, ова се има- аргументи. да. Значи го гледавте кај Васко Попетровски, имаше серијал на неколку истражувања каде што се покажува на 30 згради, огромни згради, кои што се изградени 2020 година, се легализирани како да постоеле пред 2011 Добро. година. Ова е криминал од Обрат, епски размери. Тој кај вас ја Епски. префрлува корупцијата, еве и ВМРО тоа е во кампањата оди со тоа со дуи. Која корупција? Реално, Значи, дозволе, Борјане. само да прашам, Да. само се налепија неколку афери на вас, се налепи. Сакам сите да ги разјаснам. Например, внукот на Добро. Али Ахмети со Соравија. Добро. Не знам, Се да вие- разјасниме сакам. Вие се споменувате со тоа дека сте врзани со овие штедилници, односно Коцкарници, коцкарници, штедилници. позајмување на пари, брзи Не, кредити и така натаму. Дека сте Ниту дел од знам Синџирот. дека- Не, апсолутно, да. Тоа Тоа е се се лажни вести. За Бехтел и за Енка Тоа сме се расправале и Сме се расправале, сме имали Значи, тоа состаноци. не и тоа е. беше како што треба процес изведен до денеска тврди. По однос на односи со јавност. Па не само односи, Да. па тоа е суштината, транспарентноста на процесот и да бидејќи Во се однос на работи. односи со- Меѓу ова коцкарници, све тоа можеме да земеме, ама таа количина Тоа на е пари чиста пропаганда. споредено Дај, со- дозволи ми да Не, објаснам. ајде, па ќе прашаме По друго. однос на корупција, видете ги тендерите во општина Чаир. Ја би ја преименувал општина Чаир во општина Бауер. 95% од тендерите во општина Чаир низ овие 20 години е една компанија, Бауер. Па знам, ама тоа беше така и дојка беше изед дел од вашата партија. Јас на највисоко- злоупотреби, јас барам прочка. Тоа сега вие Јас го- барам прочка од гласачите дека прво јас сум бил изневерен, јас сум бил излажан, била излажана партијата и били излажани гласачите. Не сме знаеле дека гласаме за најкоруптивната личност во партијата. Одиме понатаму. По однос на игрите на среќа. Дуи во минатата кампања 2020 година, каде што Изет Меджити беше дел, промовираше закон за затварање на казината и обложувалниците во државата. Така, не казината, туку слот апаратите. Затоа што во државата има само 6 казина, од кои што 3 се во Гевгелија, 2 се во Скопје, во хотел Мериот и во хотел Да. Holiday Inn, и една во хотел Епинал во Битола. Во државата има само 6 казина. Да, ама Ова на другото секој што го агол има гледате, овие ова апарати. тоа се апарати на игри на среќа, електронски игри на среќа кои што ги играат луѓето за жал и обложувалници. Ние наметнавме во оваа коалиција во владината програма закон за игри на среќа во кој што ние баравме најмалку 1000 метра да бидат дислоцирани од школи, од џамии, од цркви и така натаму. СДСМ беше апсолутно против, а ВМРО ДПМН беше категорично против овој закон. Постигнавме компромис да ја намалиме дистанцата 500 од 1000 метра на 500 метра. Го усвоивме законот, го пративме во собрание. Во собрание ми дојде Изет Меджити и ме замоли да прифатам амандман со кој што ќе се намалат критериумите за да му помогне на другар негов кој што е во индустријата, во игрите на среќа. Кој ги прави парите таму? Кај одат тие пари? Тоа се многу пари. Да, ќе ви кажам многу интересно, стварно многу интересно. Кога го поднесов, нормално не му го прифатив период овој е ова? амандман. Кој период е ова? Ова е првата година од владата, кога го усвоивме законот, го поднесовме, отиде во комисија за финансирање и буџет, каде што е председател пратеник од страна на ВМРО ДПМН. Го блокираше законот година и пол. Го повлековме законот со одлука на влада. Најдовме основа за да го поднесеме повторно со европско знаменце. Го поднесовме и по редовна процедура, редовна постапка, го помина Арбор Адеми во комисија за европски прашања и го поминавме и на пленарна седница. Изет не гласаше да се затворат, излезе и ги лажеше луѓето, вика не гласам затоа што во законот не пишува казина. Ја ви кажав дека во државата се регулирани казината, има само 6 казина, кои што се во хотели минимум со 4 звездици. Другото е све електронски игри и обложувалници. Ги излажа сето луѓето. Изет го кажува во спротивно Обратно, на затоа што вика, лаже, ова, спинува и прави фейк ньюс. Негов ортак е Рафет Муминовиќ, не е мој. Татко на обложувалниците, кладилниците, казината, електронските игри во Македонија е Рафет Муминовиќ, кој што му е ортак на Изет. Изет му има дадено на Рафет Муминовиќ под Кирија цел стадион на ФК Шкупи, цел стадион во Чаир, кој што е препон со обложувалници и казина, електронски игри, како се викаат тие. Препон. Кој ја зима Киријата од тие? Па ја знам кој ја зима, знае и цела јавноста кој ја зима. Па човекот
кој што ме ја дал под кирија. Му ги зима Во каква парите. врска е тоа со Во брзите 2000 кредити? Никаква, не знам ни како функционира, не знам ни едно од брзи кредити. Појма не. И сега го поврзуваат со Лотарија на Македонија. Лотарија на Македонија. Дека е твој проект. Да, Лотарија на Македонија. Наш проект е да ги затвориме казината и обложувалниците. Зашто ни требаше да влијаеме и врз Лотарија на Македонија. Но Лотарија на Македонија со игри на среќа, со казина, со обложувалници немаат ништо заедничко, затоа што лиценците за обложувалници, за казина, за електронски игри ги дава Министерство за финансии, е сосема различна одговорност, немаат никаква допирна точка. Апсолутно. И ова уште една дополнителна лажна вест која што ја наметнува за да наметне теза и да се извлече. Вчера имаше Арбора Дем една пресконференција пред сите казина во Чаир, кои што се на 10 метра од забавиште, се на 100 метра од школо и се во среде Чаир. И сите се во собственост на ортакот на Изет Меджити, кој што е дел од оваа индустрија од кога е во политиката. Рафет Сега уште едно да Муминовиќ. ви на... Рафет Муминовиќ. Да, Рафет Муминовиќ. После, дополнително, па ви кажа дека ми инсистираше кај мене амандман за да намалиме услови за да се даваат лиценци. Дополнително ова, Лотарија на Македонија формира 2008 година. Во 2013 година ВМРО ДПМН наметнува модел на јавно партнерство со приватен партнер, кој што навидуме австриец, а всушност е србин од Република Српска, и формира нова видео лотарија за електронски игри, Да, знам, така? Да, тоа е најкриминален монопол во А државата. како го наметнува моделот? Бидејќи велиш наметнува модел. Ја тогаш не сум бил во политиката. Така, прават модел на кој што 51% од таа нова компанија за видеолотарија е на државата, 49% е на приватниот партнер. Ова е Цел менаџмент, 2009-та, но цел менаџмент е на приватниот партнер, кој што е србин од Република Српска. И тој ја контролира цела индустрија од негде, да речеме, 25-30 милиони евра годишно, од кој што треба да даде 51% од профитот на државата, но тие не ги известува, не ги рапортира во државата, затоа што вели еден трошок ми оди за Борјан да ми прави реклами, еден друг Да, ми да, оди знаеме за како се Сашо да ми ги изработува, чита така, рекламите така, или да ми така. прави компјутерски софтвер или ова или она. Тие пари одат во политичките партии, претежно, не претежно, него ексклузивно македонски политички партии. И на тој начин ние го наметнавме законот да го срушиме овој криминален монопол, како што срушивме неколку монополи во државата, како што е тоа и со гасот, како што е тоа и во други индустрии, и го кажавме во нашата програма дека нема да толерираме ниту еден криминален монопол наметнат од криминалната транзиција во државата и приватизација од која што албанците беа отфрлени целосно. И затоа се роди хибридниот олигарски систем на петте моќници во државата кои што сакаат да ја срушат ДУИ и да направат моноетничка влада од ВМРО, ДПМН и СДСМ. Па прашајте го и председателот на Economic Chamber на Стопанската комора, го говоревме, Бранко Азевски, го говоревме тоа. Едни други се денески на црна листа, најјаките, најсилните компании. Ако добро разбирам, вас ви е проблемот што нема и албанци од тие моќници, а нешто нема. Ви реков ја, албанците беа исклучени бесправно од цела транзиција и приватизација. Ние велиме, сакаме да бидеме, ние велиме сакаме да нарушиме и да го срушиме цел монопол, да либерализираме и затоа во однос на лотарија, не само нова видеолотарија, во која што сега е дел Новоматик, европскиот гигант, најголемата компанија во Европа, така, тури и три други, за да не биде монопол криминален само на една. И тоа се влезени сериозни компании. Нели ме обвинува некој Чекиш, некој Череп, некој не знам Бугари, некој Ваков. Кај се тие денес, кабе Сашо? Се беа лажни вести, така? Се испадна лажна вест од прва до последна. И затоа ви велам да се вратиме на почетокот на кој што вие ми зборевте дека сте лице која што ја дели јавноста, која што конфликт ствара, затоа што нема да им дозволам на ниту едни. Додека јас работам, нема да дозволам такво криминално работење, ако имало било каква корупција.
Олигархијата вие правите СДСМ. кампања, сака да Ке не кажете. срушија, ке не растурија од 2001 година до ден денес нема да простат ни на Али Ахмети, ни на Артан Груби, ни на Бујар Османи, ни на било кој друг. Кажете- Затоа што они го контролираат и судството и обвинителството и никогаш Момент. Видела Судството и македонски. обвинителството денеска е тезата дека го контролираат дуи. И Не обвинителството. ви държавата ни ја земавте. Колку се дуи? Па не ни ја земавте Колку се државата, албанци? за Ајде македонците. кажете ми, кој се дуи, кој се албанци? Ајде Па не кажете знам, ми. судски совети, Изборот. обвинители од горе до доле, само албанци. Ама во суди. судски совет има 4 албанци, ако не се лажам 11 македонци. Да, Како е то- можно да дозволете да- кажете? Па македонците се подигани на партија, албанците функционираат кај дуи. шефот- Значи шефот поитри се. шефот Види да- кој е абсурд, ме разбира. Албанците во судство и обвинителство не се ниту 20% за жал. Ви го контролираат. Шефот на обвинителството за Како организиран победи? криминал. Како победи? На гласање победи. Епа, Но малку се честитај беше чед. Демократски победи. Па, ви- Излегоа може ли Албанец ви- го зема, може ли го катастрофа, честитале кај ако- на државата. ако прифатеше- таква хистерија општествена. Ако- Што ли не му ако извадија на прифатеше човекот? интервју. Кажи ми еден скандал. Која беше подобра? Ова, како си кажа, Катица Јанева? Не, не, Или не, претходничката, не, 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 или не. другата? Кој беа подобри? Ај кажи ми. Има таму и Во однос, подобри во однос, души, во однос на ама, транспарентност, не е точно. не се појави за интервју, не, едноставно Ама одбиваше да зошто бе да треба одговори. обвинител да биде јавна личност, не ми е јасно. Да, Зошто? има што Нека да си ја каже. вршат работата. Има што Нека да каже. каже со обвиненија, Атам. нека каже со докази. Атам, тоа не доведува Па еве до... колку време е тука, колку обвиненија Кој? има подигнато. Ма сега ја не сум Атам, негов нотар. впечаток е и во јавноста. Прво, државата ни зема албанците и тоа е една хистерија која што особено опозицијата ја наметнува и да бидам искрен прави добри политички поени на тоа. Бидејќи македонската опозиција е националистичка кон крајно десно. Да. Од друга страна, ние гледаме дека дури американските црни листи превладуваат разноразни луѓе, 8 луѓе од ДУИ, бидејќи види, јас Не е навистина така, не е точно. градоначалникот на Струга не го сметам за првиот ешелон на власта во ДУИ и така натаму и кога би направиле анкета на перцепциите во јавноста, таму би се нашли и други луѓе. Добро, американците имаат своја логика, таа логика не мора ни секојаш да ја разбираме во крајна линија. Не ја почитуваме. Така е, кај нив зборот ми е доаѓаме во една ситуација тотпу на овие избори каде што барем во етничката македонска јавност повторно ќе оде голем дел на гласањето против оваа клучна теза. Албанците ни ја превземаат државата и така натаму. За жал. Свесни ли сте вие за тоа и како За го жал. коментираш Свесни тоа, сме. иако јас не ја оправдувам таа теза, само ме Свесни интересира бидејќи ќе има Свесен политички сум. ремификации. Свесен сум и многу сум свесен и многу жалам. Многу жалам што во 2024 година повторно се набраќаме на нешто што сме го имале пред 2001 година, дека некој е кираџија, некој е собственик во државата, дека некој треба да биде втор ред граѓанин, некој треба да биде прв ред граѓанин, дека некој е собственик, а некој е, не знам, тука турист. Напротив, ние работевме за социјална кохезија, посебно јас сум многу заинтересиран по однос на имплементирање на Охридскиот рамковен договор и постигнување на еднаквост. ДУИ на почетокот, на своите почетоци се залагаше за етничка еднаквост, така за знаме, за јазик, за правична еднакватна застапеност, за универзитети на албански јазик. Тоа го постигна и го заокружи. И потоа еволуираше ДУИ во политичка партија која што се залагаше за интеграција. Интеграција во општеството, Ништо не е спорно интеграција тоа. во регионот, Она што е спорно интеграција е во што НАТО и Европската ова се унија. што го дискутираме се случува under your watch, сторика. Ти си председател за политички систем. Да. Најглавниот политички проект во државата беше Македонија едно општество за сите. Да. Проектот со кој Заев доби голема поддршка кај еден полиберален, кај еден напреден... Тоа модерен беше дел проект од на општеството. СДСМ. На проект на СДСМ. Ние Тој го проект не го преименувавме. гледаме. Тој Ние проект го гледаме преименувавме. како онака под твоја контрола. Да, ама тој проект го имаше Заев наметнато, ние го преименувавме во последната владина програма во еднакво општество за сите, Добро. затоа што не може да биде едно ако не е еднакво. Добро. Мора да бидеме еднакви за да бидеме едно. Се работи Така? за семантика само или се работи Не, за суштинска? основа суштинска. Еве сега гледаме балансер, гледаме бадинтер, отварање на суштински прашања во кои што почива стабилноста на нашето општество, така? Во кое што од 2001 до денеска функционираше, без разлика што некој сега да наметне некоја политичка дилема околу тие прашања кои што се апсолвирани и функционира ден денес. Ја мислам дека не достигаше лидерство кај нашите коалициони партнери и дека во однос на оваа теза, дека албанците владеа, дека ДУИ наметнува теми,
и поагресивно да настапат по однос на тоа прашање и да застанат за тој концепт кој што беше нивна креација, едно општество или еднакво општество за сите. Кога го чувте тоа, откако Заев замина од СДСМ? Ниту еднаш. Така, во однос на Јас затоа си молчам, бидејќи мислам дека капацитетите. не си во криво со ова. По однос на капацитетите, ДУИ ви кажа, почна со борба за еднаквост, продолжи со борба за интеграција, сега се бори за демонополизација и економска равноправност. Ние изградивме такви капацитети административни, институционални во ДУИ во последните 22 години, што може да бидат председател многу подобар од сегашниот, може да бидат премиер многу од претходните, може да бидат министри за надворешни, за внатрешни, за одбрана, од претходните за одбрана, државен правобранител, кажи го народен правобранител, уставен судија, врховен судија, председател на судија, така натаму и така натаму. Чекај, може ли да прашам Сашо нешто? Кој? Етничка албанска, не гувернер, банка, бидејќи овдека се вели да, се тоа во ред економијата албанците, но немаат ни една. Има иницијатива од албански, знам зашто прашуваш точно. Има иницијатива од албански бизнисмени во Америка, претежно во Тексас, ако не се лажам, и во други сојузни држави во Америка, кои што се заинтересирани да отворат банка во нашата држава, и тука е тој процесот за кој што го спомнавте од почетокот. Позадината на трговскиот центар Соравија е всушност нивни собственик, додека Дрина Ахмети, на кој што се рефериравте во почетокот, само работи за нив и сега веќе ниту работи за нив, туку е целосно трнато целиот проект. Ја мора да прашам околу ова, бидејќи СДС ја плаќа таа цена високо, на пример Бехтел Јенка. До ден денеска не ми стана јасно зошто делот. Зошто делот на анексот не беше објавен. Мислам, едноставно, па имаше делот, договорот мислиш? Договорот, да, немаше анекс, да. Договорот. Зошто не е објавен? Зошто не ги маркиравте, односно сокриете детаљите кои објавене како не? Го дадовме на ДКСК, на обвинителство, на сите. Но не си апдейтира со информација. Но не јавно. Па и јавно. Да, на веб страница е тоа. Се подцрта тие што се конфиденцијални, нели, тајни и доверливи, но нема ниту еден договор, ниту со ЕБОР, ниту со било која. Со други нема, ама ЕБОР е друг тип на институција отколку Бехтел. Дали на веб страница го комерцијални? Сега не знам точно, но знам дека усвоивме одлука на влада, го дадовме на ДКСК, го дадовме на јавно обвинителство. Признаваш дека изгубивте тука и време и кредибилитет. И тука имаше. А тоа сепак ти го раководеше со едно инсистирање, па други не можаме да ти наметнам јас волја, желба, иницијатива, љубов, тоа треба да дојде од кај тебе. Така, може да има двајца. Мора да има двајца. Ние проектот почна само со Коридор 8. За да не се перцепира како албански проект. Наша иницијатива беше да го ставиме 10D Прилеп Битола. Да. Моја лично. Добре, експертите викаат дека таа е затоа што тој пат е поевтин и ќе намали просечната без разлика, политичка беше одлуката. Така, за да има некоја перцепција во јавноста дека не е етнички проект, тука е важно за сите. Така, но не можам да ти дадам со сила да го промовираш тој проект кој што е најголем инфраструктура. Не се осеќаше како дел од проектот, не се осеќаше како нешто што е и нивно. Ме разбираш, истото ни се служи со ова, кажи го, рудниците во Струмица, како се викаат тие, ги заборавив. Иловица и сето друго, така? На арбитражисте таму загубата може би да огромна. Па тоа го зборевме и рекоа дека сме биле во заблуда за време на владина седница. Како може да бидеш во заблуда за проекти од милиарда евра, а да не слушаш на владина седница каква одлука се носи? Така? Прво, јас бев иницијатор, земете ги транскриптите од владината седница и реков јас барам да се повлече одлуката од владата без одлика, затоа што тоа го барат граѓаните, македонците, битно е, пошто не поврзаа нас за мисли со некои бизнис интереси, со еколог во Струмица, што е апсолутна небулоза. Еколог како компанија нема дадено еден денар за ДУИ донација, или било каква подршка, никогаш. Добра, ма ќе отвараше фабрика за електрични автомобили, па вие помогнете. Дојда, поднесоа иницијатива во ТИРС, ја помогнавме, зошто да не би ја помогнале, приватен инвеститор да отвори, купи компанија за електрични возила и сакаш да гради фабрика тука. За жал не успеа.
за жал и наша, претпоставувам и нивна и на сите граѓани, затоа што ќе отвореше работни места. А каде е таа корупција за која толку многу зборуваат? Еве и стратешките партнери Фала ти многу за прашањето. од Соединените американски држави. На страна Фала велиш ти многу за олигархија прави кампања дека корупција дуи корумпирање. Олигархијата праше друга кампања. Соединените американски држави постојано укажува на тоа дека не треба ние да идеме кај дуи албанска партија за да зборуваме за проекти, затоа што тие големи проекти треба да бидат ексклузивност на СДСМ и на ВМРО ДПМН. Не опозицијата, олигарсите. А опозицијата вели дека ние владееме Македонија. Сега, по однос на корупцијата, ви го кажав претходно, но можеби не го чувте. Од 2002 година до 2024 година, ДУИ не е во влада само некои 13-14 месеци од 2006 до 2008 година, така? Кога неправедно се зема ДП во владата и падна таа влада. Впрочем, овде има джентлменски договор, има јавни изјави, посебно на Таравари, кој што е дел од коалицијата составена, во опозицијата составена од деривати од ДУИ и од другите политички партии, дека еден глас да добие помалку, ќе си замине од политиката и нема да влага во влада. Тоа го кажа јавно, има изјави, така? Да, тоа сега непосредно. Тука да биде, да. Во однос на корупцијата, дали нас ке ни простеше било кој судија, кој што збориме избран пред 2000 година, 90 години, судија, обвинител, било кој. Кога бил јавен обвинител албанец или од ДУИ, па условно кажано. Така, кога ги произведе ДУИ тие кадри за да бидат обвинители и суди? Или па наметнува... Добра, и не ДУИ. Каде е корупцијата во државата за која толку се зборува? Каде, која генерира? Во менталитетот. Што се случува? Ја мислам дека нас не е корумпиран менталитетот, начинот на размислување, начинот на живење, начинот на делување. Ние сме навикнати на докторот да му однесеме некој бакшиш, без разлика што не го бара. Ке му однесеме бакшиш, затоа со така чувствуваме. На наставникот, на 8 март, наставничката, на денот на наставниците во се... Ама ова не е корупција. Не. Ова е благодарност. Ние зборуваме кога докторот ќе побара. Германската амбасадорка рече дека и тоа е корупција. И тоа е корупција. Ја те разбирам. Затоа ти реков дека менталитетот е коруптивен. И зборуваме ние за ситна корупција, зборуваме за сериозна. Менталитетот е коруптивен. И сега, ниту судија, ниту обвинител нема да одлучи според словото на законот, туку звукот на телефонот. Зависи кој ќе му се јави, така ќе одлучи. И тука имаш непредвидливост во економијата, затоа што нема владење на право. Кога нема владење на право, нема економски развој, затоа што има непредвидливост. Тој што добива, тој што е во право, не секогаш добива на суд, затоа што ќе добие на суд тој што е посилен и кој што ќе корумпира. Видете колкава корупција имате во судство, во обвинителство, во здравство, па дури и во образование, така? И во политиката има корупција. Од најниско ниво па се до највисоко ниво. Кој се уеше на судијата што го држеше предметот на Мјалков за прислушување толку долго, па го застаре? Фала ти за прашање, Борјане, кога сум, не знам, кога сум ти ги барал ја прашањата. Значи, судијата, зошто? Затоа што бил албанец? Не затоа што бил албанец. Не, го распна. Чекај сега. Он се закани да ќе проговори јавно кој му се јавил. Ове се надевам. Ја не го знам, би го потикнал да го каже тоа јавно. Во тој совет има 5 судии. Од тие 5 судии еден албанец, 4 македонци. Зошто вие 4 не гласале против или не барале? Кој не ги спомнува вие 4 другите, туку само овој. Најобемен проект, најобемен предмет се извинувам. Кој што во рекордно време согласно другите е решен. Историски најмасовно преслушување. Затоа најголем проект, најголем предмет. Видете ги другите предмети колку се затајувани во апелации и во други. А овде имате 5 суди. Еден албанец го распна. Зошто вие 4 не гласале Саша против? Ако вие не сте ако не сте дел од корупцијата. Аргументирам, не. Ако не сте, а сте на власт. Да. Па каква е таа одговорност да ги откриете тие? Не само тоа, не сте вие. Има многу процеси што влијат така токсично врз сите елементарни принципи на владењето на право. Да го декорумпираме умот, менталитетот, начинот на размислување. Јас сум
човек дете ке кажев, кој што е растено со западњашки менталитет. Ја 13,5 години сум работел за меѓународна заедница. Така е. Јас сум некомпатибилен со Арта. овој начин на Но размислување и истовремено- однесување. но истовремено- Јас мојата плата беше, како што ви кажав, од сегашната 3 пати поголема кога работев. Така е. Така ли е? Но истовремено, Дуј е дел од власта Точно. 20 години која го Точно. разви тој менталитет. И сега кога Па не денеска е го 20 слушам, години, 30 години е тој менталитет сега. па добро, да речеме дека во Транзицијата последните не е 20 години, види, приватизацијата не е. се согласувам, имаш право, има подолга историјата. Меѓутоа сакам да кажем кога денеска, особено опозицијата, ја слушам која патем биде речено многу повеќе време владееше со Дуј отколку што СДСМ се заедно со Дуј, дека денеска тоа е најкорумпираното едно друго. Вие некако си молчите. Или сте соучесници во двете влади на таа работа, Они или не- кон нас или они помеѓу себе? Па, они обвинуваат се што е, особено СДСМ, бидејќи ме примерен политички опонент, особено СДСМ. Ама ние ги потикнуваме, ние сме единствена политичка партија во земјава која што има одлука на председателство, на Генерален совет, на Конгрес за апсолутен ветинг за сите членови на ДУИ од 2001 година, 2002 кога е формирано до ден денес. Ние поднесовме 2 закони за ветинг во собрание, никој не ги поддржа, така? Апсолутен ветинг и за политичари, и за суди, и за обвинители. Што да направиме повеќе? Али Ахмети на јавниот обвинител му рече ја ќе те гласам, беше 61. Само ако не истражиш нас. Мислиш ке ни простеа било кој да имаше? Не велам дека нема. Не се сите ангели што би рекол Ахмети во Дуи. Има истраги за Дуи, имаше неколку истраги за мене, така? По однос на наводите на ВМРО ДПМН, отворија истрага и за мене, и за брат ми, и за други процеси, Се и за плашите од Бектел ВМРО Јека. ДПМН ако направи освои власта, а вие не сте во власта. Жалам за начинот на размислување и последниот случај со, не ги знам деталите, со Фуркан кој што ми беше мој студент, пошто ако не знаат гледачите, јас предавам на Тетовски универзитет новинарство. Вела дека Фуркан е твој протеже. Не, напротив. Кој му го дал пиштолот? Јас сигурно не, затоа што немам пиштолни за себе. Ќе гледам дека и тоа се Јас немам затоа пиштолни прашам. за себе. Значи, по никаков основ Видите, немам. оваа грубост што се демонстрираше против Фуркан. Значи со Фуркан може човек да се согласи, Да, начинот. ја со начинот на неговото новинарство имам големи резерви по однос на тоа што го предавам. Овој вид на агресија која што таму ја покажуваат специјалци, така да навистина подсетува на едно време тоа кое ми што беше не загрижува тезата. сите. Значи тоа ми беше тезата да му одговорам на Борјан дека слушаме на пресконференци, ние кога ќе дојдеме на власт, ќе ве гониме, ќе ви правиме вак. Кој си ти бре да гониш? Кој си ти? Политичар? Судија, обвинител гони, така? Обвинител дава наредба на полиција. Зошто се мешаш? Ти кажуваш дека ќе бидеш и обвинител, и судија, и кадија, и се живо и Добро, диво, тоа видовме и ќе во ни време на вратиш круевизмот како и иде ќе ни тоа. вратиш заробена држава во држава. Така во земјава наша заедничка. Тоа е начин како не сваќаме како луѓето не го разбираат, го кажува толку јавно, излага на пресконференција и вели ја ова ќе го направам на Борјан, ова на Сашо, ова на Арта. Добро, по кој основ ти ќе го правиш тоа? И новинарите, и вие, како може да не го предизвикате тоа? Кој интегритет го имаш ти да зборуваш така, политичар бараш гласови, да се мешаш во обвинителство, да се мешаш во судство и после Дуи била таа што контролира. Ова јавно го кажува дека тоа ќе го прави. Уште едно последно прашање пред крај спред имаме веќе председателски избори. Помина сад. И председателски избори. Дали доколку во првиот круг сега тоа се предпоставките многу реални дека Гордана Силјановски, Стеопедаровски одат во вториот круг, Дуј ќе ги повика гласачите да гласаат за еден или друг однос. Сега овде има неколку теории. Ние сме заговараме дека Бујар ќе влезе во втор круг затоа што е најдобар кандидат од сите. Полиглот, дипломат подобар од сите, со надлежностите ги познаа подобро од сите кандидати. Според наша гледна точка. Тоа е моја гледна точка и на Дуи. Анкетите вака стојат сега. Па може да се изненадиме на крај. Може да се изненадиме, може кампања да направи промена. Втора теза што ја гледам дека ја заговара опозицијата е дека ние ќе ги повикаме албанците и другите заедници да не учествуваат
во вториот тоа е едно од прашањата вториот дали ќе круг. се бойкотира вториот круг. Во вториот круг на парламентарните така цензусот на ќе би се председателските избори, со значи дека не може да се постигне цензус и тоа веќе е очигледно, за да се предизвика некоја председателска институционална криза, па дури да не се избере влада, со тоа што Тала Џафери би владеел уште година дена, не знам, до локалните избори до година, тоа се некои конспиративни умови кои што цел ден седат по кафани и гледат во филџан, ме разбираш, со некои такви гаташки. Опозицијата има и на тоа додавка. Вега и Пендаровски ќе се приклучи на бојкотот кој ќе види дека не може да ги добие изборите. Па сега повторно ве врзува дека тоа дуи со СДСМ, значи, категорисно за да се предизвика институционална криза. Категорично тврдам дека апсолутно нема никаков таков план, никаков таков разговор, ниту размислувања, ниту во ДУИ, ниту во било кој од коалиционите партнери, ниту е разговарано, ниту е размислувано воопшто. Сакаме да влеземе во втор круг, да рушиме табуа, како што го срушивме со табуата на премиер или прв председател на собранието и се виде дека Македонија не исчезна и дека сонцето изгреа и утре дента и сме тука исто, и ти си Сашо, и ти си Борјан, и јас сум Мартан, ништо не се случи лошо на Македонија. Овој дел од масата ние го знаевме. Да, дека и но во јавноста, ете, ја зема албанците државата за мисли кои апсурди. Како ја гледаш Македонија на крајот од оваа година? Кај ќе биде? И што ќе се случува? Сакам да ја гледам или како? Реално бидејќи си доволно во политиката. Ја гледам во политичка неизвестност, во на работ на некој вициозен круг, кој што ако направиме погрешен чекор, би траел може повеќе од 2 децени, без перспективност, европска перспективност, што значи сите млади ќе заминат од тука, ќе барат перспектива некаде друго, а наместо да им обезбедиме перспектива во земјава со тоа што ќе донесеме Европа тука со интегрирање во Европа. Имаме изгледни шанси со однос на тоа што се случува со Украина, со новата ситуација во Европската комисија, на вистина во 2030 да излеземе, да се зачлениме. Кога Али Ахмети го кажа тоа прв, дури и нашите коалициони партнери се посмева и рекаа дека невозможно е, многу преоптимистички тоа, но излезе и Фон дер Лајен го кажа тоа, и Шарл Мишел го кажа тоа така, и после сите го велеа дека 2030 година е таргет кој што може да се постигне. Зависи од граѓаните. Јас се надевам, посебно овде кај гласачите од македонската заедница, да се произнесат европски, да размислуваат за иднината и да не размислуваат со инет дека во моментов Борјан или Сашо не ми се свиѓа и ќе ги казнам. Со тоа ќе ја казнат својата иднина и ќе ја казнат својата европска перспектива. Затоа сметам дека треба да излезат на гласање, да не бидат разочарани луѓето, туку да гласаат стратешки размислувајќи за иднината на нивните деца. Да завршиме тука. Па слушај, ние би можеле зарта да се... Може, да, имам ја уште прашање. Добро. Но интересно. Мислам дека одговоривме повеќе. Многите дилеми. Благодариме за... И јас уживам со вас, другари. Се гледаме после изборите да видиме што од ова ќе биде реално. Фала ви. Со тоа заврши уште едно издание на подкастот, се гледаме во петок. Со тоа што во петок... Јас одам во Брисел и од таму ќе се Така е. Во петок се гледаме со Борјан во Брисел. Поздрав.